Сторијата за Живко Николов од Сарај, кој нашата екипа ја работеше во текот на вчерашниот ден, со која семејството бара одговори од надлежните институции, зошто Живко е одбијан за добивање на инвалидска пензија и последно го одбиле и за нега за мобилност. Побаравме денес одговори од надлежните. Но денес, до затварањето на вестите, немавме никаков одговор од Министерството за труд и социјална политика, од каде побаравме образложение зошто првостепената комисија донела негативен одговор на нивното барање. При тоа, како пациент, воопшто и не бил прегледан. Кај треба да одеме? Вика готово слободни сте. Јас мислам дека 100% он ќе добие прибидејќи го гледат. Во количка го носеме, со болничка кола таму однесен. Нема шанси за да го одбијат од мобилно. Јас не знам, значи, кој треба да добие, ако он не добие, значи, треба да биде мртов. За да добие нега, а кој ќе аз имам после нега ќе биде мртов. И тука 5 лекари подпишени. Подпишена Андреја Ѓорѓиевска, Билјана Калчовска Иванова, Далип Јахаја, Фатмир Меджети и Славица Јорданова. Од овие, можда еден е имало таму. Можда. Бидејќи не знам, човекот не беше во мантил, машко беше, дали беше доктор, болничар, записничар, не знам што е бил. Значи, Никој од овие лекари не го прегледа? Никој. Значи, немаше друг никој. Јас мислех од треба да идем во друга соба. Он вика, слободни сте, готово е. Викам го виде човекот, значи неспособен, нема што ќе го носиме. Можда он е тај што треба да одлучува. Испративме и прашање до Министерството за здравство, но и да ни одговорат на барањето дали воопшто можат да испратат лекарска екипа во домот на Николов, со кој ќе утврдат моменталната здравствена состојба и какви би биле прогнозите доколку се утврди дека туморот енормно се проширил. Не може да јаде, не може да си пие вода, јаде му и прст, какви му се. И таа рака му осфатана, и тука има тумора, повторно треба да носам на операција, оти нема тумор изчистен доле под черепа на главата. Как да обстана место на тај начин? Мобилна не дават, не му дадеа таква, Филипче кажа на него, мора да му дадат, вика, инвалидска пензија, вика. Мора да го зима, вика, он това. А на него не му одобрија. И од Министерството за здравство не добивме одговор. Ние како редакција и понатаму ќе го следиме случајот и се надеваме дека во текот на утрешниот ден ресорните министерства ќе одговорат на нашите прашања, но и на барања.